Radio Negotino. Во последниве неколку години Неготино станува се поприлечен град. Се проширува на сите 4 страни. Посебен впечаток оставаат новите населби Антигона и тие што се изградени во близина на градскиот парк. Уште со формирањето на самоуправната интересна заедница за домување, интересирањето за изградба на сопствени куќи прилично беше зголемено. Воопшто не изостанува кредитната политика и за изградба на општествени станови. Неготино е крај во кој нема диви градби. Новите населби спрема Кавадарци, што го носат правобитното име на градот Антигона, се градени според урбанистичкиот план. Масивните општествени згради на населбата и даваат посебен естетски белег. Неготино инаку е стара населба во Тиквешката котлина, која во неогенот била езеро, кое поради тектонски нарушувања во делувиумот пресушило и станало котлина. Неготино е словенизирано име на античката населба Антигонија, која во 3 век пред нашето време ја подигнал македонскиот владетел Антигон Гонат. Оваа населба била седиште на стратегот на новоприсоединетата Пеонија и се наоѓала само на 2 километра од денешниот град. Градот Неготино како населба се споменува во почетокот на 19 век, кога била турски чифлик со 30 македонски куќи. Сааткулата во Неготино се наоѓа на доминантно место. Во 1821 година ја подигнал турскиот бег Аџитаир Ага на својот чифлик. Тој бил прочуен турски великодостојник, кој изградил уште џамија и покриена чаршија безистен. Градскиот часовник многу значил за Неготино. Неговото отчукување запре за време на Првата светска војна, кога беа ограбени механизмите од часовникот. Градот кој се навикнал на него како да оглуве. Непосредно пред кулата часовник се уште постојат стари ќутуци лозија. Тие се сосема неплодни, бидејќи се од старите, од тиквешкото веќе отфрлени сорти, кои се заменуваат со нови долгорочни и мощни плодни. Така е во целиот Тиквеш, бидејќи поднебието дава услови за тоа, а постои современа агротехника која го возможува остварувањето на оваа замисла. Во Неготино старите сорти се заменуваат со нови калеми, кои се произведуваат тука на самиот терен. Рачното калемење е веќе надминато. Побарувачката на садници е толку голема што се пристапи кон механичко калемење. Откако ќе се утврди дека калемот се фатил, тие се садат. Денес се оди на сигурно. Се води трка со времето и на земјишните парцели. Ова не може поинаку да се нарече освен револуција на најзапоставената гранка од животот на луѓето. Сега не се прославува резидбата на мала парцела лозје, која не им обезбедува екзистенција на луѓето. Сега се реже лозје на огромни плантажи од задружните комплекси на комбинатот Повардарје или на индивидуалните производители кои посадиле лозје секаде каде што вирее. На површините крај патот Скопје-Гевгелија Солун постојано има луѓе кои или режат, прскават или го берат килибарски крупното грозје, од кое најраспространетите се кралицата на лозјето, јулскиот мускат, кардиналот, хамбургот, афус али и белото зимско од трпезните сорти, додека од винските сорти се најзастапени кратошија, вранат, смедеревка, жилавка и белан. Лозарството и тука, како впрочем и во целата Тиквешка котлина, е најзастапена производствена гранка.
На есен секоја година неготинчани во кругот на манастирот Свети Ѓорѓи одржуваат манифестација манастирски вечери, на која се пее, се пие и се весели цела ноќ. Манастирот Свети Ѓорѓи е изграден во 1860 година. Неговиот живопис е од зографот Коста Крстев од Велес, познат живописец од овој крај. На ова исто место, меѓутоа, се наоѓал манастир со истото име, кој бил изграден во првата половина на 14. век. Во повелбите на српските владетели стои запишано дека цар Душан му го подарил на Хилендар во 1348 година манастирот Свети Ѓорѓи, заедно со манастирот Мајка Божја, кој се наоѓал на средновековната тврдина Просек кај Димир Капија. За оваа тврдина ќе стане збор подоцна.